Иако изборната кампања трае 20 дена, таа е сепак прекратка за да се набројат сите проекти кои ДПМН ги ветуваше, а не ги оствари. И покрај тоа, што не ги остварија, тие без грам срам излегуваат и повторно ветуваат брда и долини. А повеќе од јасно е дека нивните ветувања остануваат само на хартија. Меѓу нив спаѓаат и филмскиот град и оперската куќа. Планирани се 2 филмски проекти во нашиот град и во околината. Ова е изјавата на Талески уште во далечната 2005 година. 8 години подоцна, во 2013 година, битолскиот градоначалник се пофали со филмскиот град во просторот на старата касарна, кој помпезно го најави како грандиозно филмско студио, каде ќе се снимаат филмови и најголемите светски звезди. Денес, токму на ова место, каде требаше да се снима некој холивудски филм, останате пустош, трева и отпадоци. Од ДПМН се должни да одговорат колку пари на граѓаните потрошија за идејата Битола филмски град. Исто така, во 2005 година, најавен беше уште еден култен проект формирање на оперска куќа, со што Битола би станала метропола на операта и балетот со изведби од домашни и светски уметници. Наместо тоа се реализираа неколку опери во Центарот за култура и оперската куќа згасна исто како што и се појави. Брзоплето и без реални планови за иднина. 12 години по ветувањето нема никаков трак од оперска куќа во Битола. И по не знам кој пат се наметнува истото прашање. Како може битолчани да им веруваат сега, кога 12 години, освен празни ветувања, не направија ништо? Битола остана заглавена помеѓу ветените, а не исполнети проекти на тандемот Талески и Лиовски. Затоа, на 15 октомври, сите заедно да им ставиме крај на ерата на политичарите кои од нашиот град направија слепо црево, бидејќи Битола не заслужува уште еднаш вакво зло да и се повтори.